Увоз и препродажба на поевтин странски ориз под брендот Кочански не би можело да има поради заштитните царини, ниту пак државата би можела да го спречи. Таков е ставот на министерот за земјоделство Михаил Цветков, искажан во вторникот при неговата посета на Кочани. Исто така, до него не стигнале ниту поплаките од земјоделците од регионот дека од Бугарија и други земји се купува ориз по пониски цени и потоа се пласира на пазарите каде што вообичаено се продава нашиот ориз. Ова информација не ја знам јас, не може да го спречиме. Ова што рековте од Бугарија, јас колку сум информиран, таму има царина. Значи ние, не знам, 40% е царината. Доколку тој ориз увезен од Бугарија и со 40% царина е конкурентен кај нас, онда треба да се запрашаме ние, значи не е проблемот до увозот, него е проблемот до нас. Значи со 40% тоа ако е конкурентен, значи имаме проблем ние тогаш. Ние имаме проблем, односно не сме применили све она што треба да го направиме за да бидеме конкурентни. Така да јас често кажувам, ние треба да направиме земјоделци кои што не треба да чекаат као фудбалска утакмица и судијата да досудува само пенали за нас. И голманот да го стране, да му даде црвен картон, да нема голман. И не само ние даваме голови. Значи ние мораме да направиме земјоделско стопанство, кој што реков, кое што ќе може да се бори на пазарите. Неодамна земјоделците организираа неколку протести во Облешево, при што го блокираа магистралниот пат со барање да се запре увозот и препродажбата на ориз од странство со брендот Кочански. Тогаш тие обвинија дека тоа го прави фирма од Кочани со согласност од надлежните во државата. Зошто не си ги откупува своите дадени семејски материјали, така речени турски семења, ни го увезува сега од Италија и од Бугарија со назнака на пакувањето Кочански ориз на странските наши пазари во Косово, во Босна, во Србија. Еден шлепер, ако се извезе една фирма, било, а не било, мачето било кој да извезе, на границата на Србија, господинот одма има си врзани луѓе, плаќали ги, како ли ги прави, соработници ли само од царината, одма му звонат на него, тој одма подхитно оде во истата фирма, кај што е извезен ориз, одма нуде 2, 3, 5 шлепера со 20% поевтина цена. И тоа увезува од Турција ориз, од Италија, од Турција, од секаде до нас. Тоа ли ќе биде партнер тука увезен, да речеме, стран капитал кај нас? Никаква корист не гледаат земјоделците во Кочанскиот регион од тврдењето на министерот Цветков дека Македонија има подпишано договори со Светската трговска организација, со ЦЕФТА и слични организации и не можела да ги прекршува. Факт е дека досега откупена само 1/3 од минатогодишната реколта, а остатокот стои во амбарите, што заедно со нелојалната конкуренција од увезен поевтин ориз ги става во незавидна финансиска ситуација.